Добро дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Скопје се разбуди под снежна покривка. Еве што друго има ново. Падна првиот снег, радост за децата, но проблем за возрастните. Дали и оваа зима снегот ги изненади надлежните? Првиот скопски снег предизвика проблеми во сообраќајот во Скопје, а голем дел од улиците утрово се непроодни или тешко проодни. Реагираат граѓаните преку социјалните мрежи. Како најкритични точки се посочуваат мостот Маџари кон Ченто, како и надвозникот од населбата Даме Груев кон Ѓорче Петров, каде возилата со часови стојат во место. Граѓаните алармираат дека коловозите се замрзнати, а сообраќајот се исклучително бавно или е целосно блокиран. Проблеми се пријавуваат и во општина Илинден, каде се создала огромна гужва, а излазот кон автопатот е речиси невозможен поради замрзнати коловози и застој на возилата. Слична состојба се бележи во Драчево и Пинтија, каде имаат долги колонии и исклучително лизгави сообраќајници. Проблеми има и во јавниот превоз. Граѓанин преку Твитер сподели: снег преубаво, ама Сабајле водам на седмица на Трета Македонска и гледам 200 луѓе чекаат повеќе од 1 час. Среќен сепак одам пеш до железничка. Нешто ќе ме однесе до кај Симбо. Поради временските услови воведени се забрани за сообраќај на тешки товарни возила на планинските превои Ѓавато, Пресека, Маврово Дебар и Струга граничен премин Ќафасан, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Сообраќајот на државните патишта во земјава се одвива непречено по претежно влажни коловози. Интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Времето денеска ќе биде облачно со повремени локални врнежи од снег. Пообилни врнежи ќе има во западните делови и се очекува висината на снежната покривка на планините и на некои од повисоките места да се зголеми до 25 см. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од -8 до -2, а максималната ќе достигне од 0 до 6 степени. Во Скопје ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од снег со послаб интензитет. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се спушти до -6, а максималната ќе достигне до 2 степени. Грипот се шири. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во период од 5 до 11 јануари се регистрирани 2322 случаи на грип, што представува раст од околу 36% во споредба со претходната недела и двојно повеќе од истиот период лани. Иако се уште не е прогласена национална епидемија, епидемиолозите предупредуваат дека вирусот е активен на средно до високо ниво. Очекувањата се дека пикот на сезоната може да се случи од крајот на јануари до средината на февруари, што е и типично за зимските месеци. Иако од Министерството за внатрешни работи во петокот информираат дека од вчера започнува процес на калибрација, односно штимање на камерите поставени низ главниот град со цел прецизно утврдување и санкционирање на сообраќајните прекршоци. Се уште не е познато конкретно кои булевари редоследно ќе бидат затворени во текот на наредните 10 денови. Испративме прашања до Министерството за внатрешни работи за подетално да ни објаснат околу тоа кои улици ќе се затворат, од каде ќе започне ова тестирање и по колку време ќе биде затворена одредена сообраќајница, односно колку време е потребно за да се тестира еден сет камери. А од таму ни одговорија дека првиот ден од калибрирањето на камерите на Safe City е предвидено да започне околу 15 часот, но тестирањата ќе ги врши екипа од Бирото за метеорологија, бидејќи таа институција го издава сертификатот за санкциите од камерите да можат да стапат на сила. Оттаму соопштија дека тестирањето на еден сет камери ќе трае околу 15 минути, со што, како што велат, нема простор за паника од подолготрено затворање на булеварите и создавање огромен сообраќаен хаос. Темата е на Филип Николов. Во Основниот кривичен суд денеска треба да биде објавена пресудата за случајот гериатрија во кој Мусхин Арифи, поранешен директор на специјализираната болница за гериатриска и палијативна медицина, и Блерим Амити, вработен во клиниката, се товарат за примање подкуп и награда за противзаконито влијање. Според обвинителниот акт, Арифи, директор на јавната здравствена установа, специјализирана болница, побарал имотна корист од 20.000 евра за да овозможи пријам на пациентка во тешка здравствена состојба.
Парите во дупката од Кујнскиот зид не биле на судијата Ристов, туку на мајка му и татко му, адвокатот Звонко Давидовиќ, кој го брани судијата на Скопска апелација Ѓоко Ристов, осомничен за перење пари и незаконито стекнување имот. Вели дека 350.000 евра, најдени во дупка во зид од Кујна, не биле на судијата, туку на неговите родители, чишто дом го претресуваа полицајците и истражителите на ОЈО. Ристов од вчера вечер е во куќен притвор. Од граѓанската иницијатива Стоп за Усија најавија дека денес во 18 часот повторно излегуваат на улица затоа што, како што велат, воздухот што го дишеме е секој ден се поопасен за животот. Ќе ги блокираат раскрсницата на булеварот Борис Трајковски и булеварот Србија правец кон Усија. Оваа блокада, велат, произлегува од итното барање на граѓаните, здравието пред профитот. Или ќе излеземе сите, или ќе не снема еден по еден. Излезете затоа што воздухот нема да се исчисти сам. Е пораката упатена до Скопјани. Возач од Скопско летал со скоро 300 км на час и се снимал. Полицијата соопшти дека по објавувањето на видеото на социјалните мрежи, на кое се гледа како возач Ита со неверојатни 293 км на час на автопатот Скопје-Гевгелија кај Неготино. По снимката идентификуван и пронајден. Според МВР се работи за 36 годишниот АД од село Елово во близина на Скопје во општина Студеничани. Тој е санкциониран согласно законските одредби, велат од МВР, без да откријат повеќе детали за тоа каква точно казна добил. Започна третиот ден од Светскиот економски форум во Давос, каде што Македонија ја представува премиерот Христијан Мицкоски, кој вчера порача дека земјата не смее да остане на маргините на глобалните енергетски и економски промени и дека е неопходно храбро редефинирање на развојниот курс. По низата средби и дискусии фокусот, како што истакна Мицкоски, бил ставен на енергетиката како клучен двигател на идниот економски раст на Македонија. Српските медиуми објавија тажна вест. Починал Душан Видиќ, братот на поранешниот капитен на Манчестер Юнајтед и легенда на српскиот фудбал Немања Видиќ. Душан Видиќ беше постариот брат на некогашниот дефанзивец на Црвена звезда, Манчестер Юнајтед и српската репрезентација. Во младоста двајцата заедно ги направија првите фудбалски чекори во единство од Ужице, но за разлика од Немања, Душан подоцна се насочил кон кошарката, каде што оствари солидна кариера на домашната сцена. Причините за смртта се непознати. Нова железничка несреќа се случи во Шпанија. Според информациите од шпанските власти, во несреќата загина машиновозачот, а најмалку 37 лица се повредени. Оваа несреќа следи откако во неделата се судрија 2 воза, при што загинаа најмалку 42 лица. Според локалните власти, несреќата се случила кога возот удрил во подпорен зид што паднал на пругата. Во делови од Каталонија е прогласен црвен аларм поради бурата Хари, која донесе ветрови до 80 км на час и обилни врнежи од дожд. Предупредувања се издадени и за приближување до пристаништата и плажите поради високи бранови. Уште вести од светот. Американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди Иран дека континуираните закани за атентат врз него од страна на лидерите во Техеран ќе бидат одговорни со дигање на таа земја во воздух. Има многу строги инструкции. Што и да се случи, тие ќе бидат избришани од лицето на оваа земја, изјави Трамп. Повеќето земји од Европската Унија одбија да ја поддржат иницијативата на САД за формирање на така наречен Совет за мир на претседателот Доналд Трамп, изразувајќи загриженост за зајакнувањето на американското влијание и евентуалното учество на рускиот претседател Владимир Путин во оваа структура. САД, Русија, Кина и Индија имаат најсилни армии во светот.
Првите 6 земји на рангирањето за 2025 година остануваат непроменети од 2024. Првото место го заземаат Соединетите американски држави. Во соседството Бугарија е 62 пред Србија која е на 63-то место. Македонија е на 112-то место. Албанија постигна значителен напредок, искачувајќи се од 90-то на 78-то место. Косово е само на 141-то место од 145 оценети земји. Користејќи 60 индикатори за да утврди индекс на воена моќ за секоја земја, вклучувајќи население, активна воена сила, вооружување, буџет, ресурси, географија и логистика. Global Firepower проценува кои земји имаат најмоќни вооружени сили. Тоа беше се во овие вести на Слободен печат. Благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации ќе најдете на slobodnpečat.mk.